Гратис рачен багаж плюс чанта, мал ранец или торба. Деца до 14 години бесплатно ќе седат до своите родители, доколку доцне авионот автоматска оштета од максимум 600 евра. Европската унија воведува ред во дивењето на авиокомпаниите. Европската комисија донесе одлука со која од средината на 2027 година ќе важат нови правила за летовите во Европа. Промените представуваат револуција во правилата на патувањето после децении поплаки од патниците кои се соочуваат со нефер практики од авиокомпаниите. So far, all the passengers, the air passenger, had a lot of rights, but mainly on paper. До сега сите патници, нивните патници имаа многу права, но само на хартија. И кога се обидуваш да имаш некаква придобивка од тие права, тоа личи многу сложено, многу бирократско и 9 од 10 луѓе не добиваат ништо од нивните права, особено кога нивниот лет е откажан, а тие имаат право на надомест. Надоместоците за задоцнет лет се движат од 250 евра за кратки летови, 300 евра за летови подолги од 3500 километри, со доцнење од 3 до 4 часа и најмногу 600 евра за доцнење подолго од 4 часа или во случај на откажан лет. Во случај на задоцнет лет, патниците ќе имаат и право на освежување после 2 часа и оброк после 3, а во најекстремните случаи ќе има и бесплатно сместување и превоз. Се олеснува и летањето на семејствата. За седење до својот придружник или партнер нема да се плаќа дополнителен трошок за трудните жени и децата, како и лицата со попреченост во движењето. That's industry that generates billions. Тоа е индустрија која генерира милијарди и тие компании имаат големо влијание врз министрите за транспорт. Беше потребно толку многу време бидејќи можеби беше тешко да се најде рамнотежата помеѓу тие интереси, помеѓу правата на патникот и честниот и легален бизнис на летање авиони, што е прекрасно. Со новите правила предвидено е и бесплатна промена на личното име на билетот, доколку е тоа пријавено најмалку 48 часа пред летот. Тие што го пропуштиле поедовниот лет ќе можат да го искористат повратниот без казна.